држави кои до крајот ќе се борат со своите проблеми на опстанок Босна и Херцеговина, Косово и Македонија. Точно е тоа дека е тоа половично завршена работа. Дека Европската унија велеше дека направите го договорот со Преспа, ќе имате датум за преговори со Европска унија. Европската унија беше непринципијална кон Македонија. За пример решавањето на спорот со името. Одличен предлог. Република Македонија Скопје со двојна формула. Не го прифативме како држава. Преспавме тогаш. Да, и добивме подош договор. Они го избришаат статуту брза постапка името Македонија секаде. Да. Антонио идеше излагаш изјави даваше дека тоа било реалност. Да. Христијан го збореше истото, Мицевски Никола го збореше истото. Кој он душевно нема да го прифати до крајот на својот живот, но во пракса не можам да верувам дека лидерите на ВМРО ДПМН, лидерот на ВМРО ДПМН во времето кога се правил преспанскиот договор не знаел за ова што го збориме дека Македонија мораше да влезе во НАТО. Во сегментот во тоа време, имајќи во предвид што све се спрема и што све се знаело дека ќе дојде и како што дојде. Значи дојдоа сите кризи потоа се наметнаа во тоа. Тоа ВМРО ДПМН сигурно го знаел. Го спомнав Лорд Дејвид Овен, да се вратам на тоа. Значи во 90-те години тој имаше една анализа многу голема дека држави кои до крајот ќе се борат со својата до крајот до решавањето на балканските проблеми, тоа време нели се зборуваше за војните во Босна и така натаму. Држави кои до крајот ќе се борат со своите проблеми на опстанок како држави ќе бидат Босна и Херцеговина, Косово и Македонија. Со влезот на Македонија во НАТО, сега зборуваме што направи оваа влада и СДСМ што правеше од 2017 до сега. Се успеа Македонија да се извлече од тој табор. Ние ако не влезевме во НАТО, а во услови на немање на почеток на преговори со Европска унија, со проблемите за какви ги знаеме, ние ќе бевме во лимбо состојба и ќе бевме со Босна и Херцеговина денеска. Ако пратите што се случува денеска во Босна и Херцеговина, гледате дека таа држава не знам на што се држи да не се распадне и таа и да се распадне мирно ќе се распадне на крајот. Мислам до толку не едноставно никој нема нагон за спас на државата и ќе речат ај пријетно. Значи во тоа. Значи ние бевме доведени во една таква хипокритична ситуација во која промената на политиката, на концептот на државата носеше кон тоа да неминовно се договориме со Грција. Немојте да мислите дека тој договор, барем ја не мислам така, дека тој договор бил лесен. И на Ципрас не му беше лесно да го потпише тој договор во Грција. Него го кошташе исто така власт. Тој договор, значи тој меѓу другото падна и заради тоа. Во голем дел падна заради тоа. И тоа. Сега, она што денеска го имаме како ситуација, точно е тоа дека е тоа половично завршена работа. Точно е тоа дека Европската унија велеше дека направите го договорот со Преспа, ќе имате и датум за преговори со Европска унија. Точно е и тоа дека Европската унија беше непринципијална кон Македонија. Малку срамежливо беше тоа од Европската унија. Мислам дека поише беше тоа пропагандата на СДСМ за излегување на референдумот кој што го направи во тој дел проблемот. Нека и така. Меѓутоа имаше сигнали. Имаше сигнали дека тоа ќе заврши така како на политичари во Европска унија кои што се променливи. Не можеме ние да земеме дека изјавата на Хани Могерини е оче наш. Ципрас што изгуби власт? Власт изгуби. Изгуби власт, а Ципрас беше Ципрас и ако се сеќавате на оној без коса Варуфакис, што бе ќе беат звезди 4 години пред тоа беа звезди на европската политичка сцена. Да. Значи до таа мера се срози политиката на Сириза со договорот за Преспа. Значи сите дадоа нешто. Она што ние треба да сватиме дека во политиката и тоа кога се оценува периодот на владење на СДСМ е период во кој се дадени жртви за да се постават темелите да можеш ти сега да функционираш, да може утре хипотетички сега збориме ВМРО ДПМН да е на власт. После 8 мај. Само хипотетички. Хипотетички да кажеме, што ќе каже ова? Нека биде вечерва моите прашања кон Мицковски. Сакаше Европска унија. Сега тој вели, имаме ние план, у програмата ќе го ставиме, ќе преговараме, ќе отвориме нови преговори со Бугарија, така? Невозможно. Значи, тоа е невозможно, таа рамка е бетонирана рамка.
На таа рамка може дополнителни услови да ти стават. Да. На Србија Само сега полошо изставија може да биде, да. Охридскиот Ама договор. сигурно не треба да идеме не у Србија да земеме Србија да ја земеме за пример. Ние треба да го земеме за пример решавањето на спорот со името. Така е. Решавањето на спорот со името имаше одличен предлог, Република Македонија Скопје со двојна формула. Така е. И ние не го прифативме како Преспавме држава. тогаш. Да, и добивме подош договор. Така Исто ќе е. биде со условите Исто за Европа. ќе биде. Да. А што е најголемиот губиток? Ќе изгубиме години. Ќе изгубиме време, ќе изгубиме генерации. Ќе народ. Така Све ќе е. се отиде народот Ние ќе не се знаеме земат да бугарски бидеме- пасоши и на тој начин ќе не Ние бугаризираат. не знаеме да бидеме мудри. Да. Ние не знаеме малку евреи да бидеме во ова време. Малку треба да бидеме евреи. Да. Значи дај малку, пушти го тоа, малку замижи да тргнеме по траекторијата. Тоа треба ВМРО ДПМН да го одговори пред гласачите на 8 мај. Како таа партија планира да продолжи или ако не планира да продолжи према Европска унија во интеграцијата, ред е да се каже дека имаме ние и други опции. Убаво што ги спомна, Значи, евреите. Ќе се надоврши. тие опции треба да ги кажат јасно и гласно во кампања. Да кажат имаме опција БРИКС, имаме опција сојуз со не знам кого. Неврзаните. Имаме опција ќе се усојузиме со Србија, па преку Србија со Русија ќе Добро, тераме. ама и така Зико, дале. па објасни, бидејќи си економски експерт и долго време си анализираш економијата. Пример, да земеме за пример. Решаваме ние хипотетички, Македонија решава да побара членство во БРИКС, стануваме членка на БРИКС. Арно, ама Европска унија воведува санкции на земјите од БРИКС. Од кај ќе извеземе ние? Значи ништо, тоа е самоубиствен потез. Не, ама еве. Не. Сите околу нас се Европска унија. Од кај ќе излезе нашиот шлепер за да достави во Бразил нешто? Од кај ќе излезе можеш. македонскиот шлепер да отиде особено на Многу ти е пристаниште за Аргентина? Многу ти е логично прашањето. Значи ја ќе ти кажам и други аргументи. Да, ова е Авиотранспортот е аргумент. Али ти најскап и имаш- го прави продуктот чекај, Вие знаете ли неконкурентен. кои се членките на БРИКС? То се Кина, која ти е 1,5 милијарда, то ти е Бразил со не знам колку стотици, Да. десетици милиони. Стотина милиони е Бразил. Да, то ти е Јужна Африка кој не знам колку Мислам дека 200. милиони. Тоа ти е Русија со 180 милиони. Значи Македонија со 2 милиони. Слушам таму и во Србија гледам БРИКС, таму 6 милиона, 7 милиона народ. Значи шака јада е тоа во БРИКС, ти си најмалиот во БРИКС, што ќе правиш? Ова е другото, што ти инфраструктурно немаш никаков спој. Аргентина се свести за тоа и го одби БРИКС. Значи, не може тоа е романтичарска политика, вие денеска да ми кажувате мене дека или некој ќе ми глорификација на позицијата на Кина, колку е Кина јака, па ние со Кина. Абе луѓе, Кина прво не и треба светот. Кина има доволен внатрешен пазар. Оваа чаша не треба да продава у Америка, ќе ја продаде у Кина. Да, на милиарда и пол Милиарда и луѓе. пол, внатрешен пазар. Значи, кој разбира економија, разбира што зборувам сега, значи во моментот. Значи, ние можеме да се фасцинираме од достигнувањата на Кина, тоа не е спорно, и американците се фасцинираат. Хени Кисинџер цело време во фасцинација пишуваше книги за Кина. Ама американците го направи економското чудо у Кина. Де факто со нивната- Американците ја дигнаа. Да. И да не забораваме една работа. Конекцијата економската во економијата нема љубов, има интерес. Да. И во политиката. И во политиката е така. Економскиот интерес, па и политичкиот врзан со економскиот, Америка и Кина ги прави многу блиски денеска. Ние другата страна не ја гледаме. Да. Читајте го Хенри Кисинџер. Не, ја Значи, гледаме. ја гледаме. Не ја гледа тие тие што- јавност. Да, Да. ние во Македонија Ова е пошироката јавност, Зиков и истата оваа јавност која што вика зашо не го напаѓате Зик. Да. Пошироката јавност што сака да гледа себе. Кина од првиот А ден не кога анализа. почна војната у Украина трља раце. Да. И вика, терајте. Тепајте се Чекај, уште поише. Кој е во најголем проблем со оваа војна Украина-Русија? Претходно со ковидот. Европска Унија и Русија. Европска унија, земјите на Европска унија. Како тоа се анализира? Значи, земјите на Европска унија беа зависни од рускиот газ цело време. Со почетокот на украинско-руската војна, Русија прво што направи ја клекна Германија. Германија. Земјите од Европска унија, компаниите во земјите, тоа се капиталистички земји после 45 година, кои се корисници на Маршаловиот план. Сите тие до ден денеска и самата Германија се должници по Маршаловиот план на Соединетите Американски држави. Да. Што направи Америка?
Америка си дојде по своето. Погледнете ги странските инвестиции во Европска Унија во последните 3 години, 4 години. Најголемиот дел се американски инвестиции. Доаѓаат, што направија? Паднаа вредноста на компаниите заради скапите ресурси, заради затварањето на компаниите во Неконкурентни се. Неконкурентни. Дојдоа и ефтино. Ако ова коштало 10 евра, сега кошта 3 евра. Доаѓа и купуваат американците. Најголеми инвестиции на европско тло се тоа. А Германија, следствено на тоа, се уште не може да се опорави од Втората светска војна. Она има подпишано конвенции дека не може да мрдне за некои работи. Знаете дека нема авиоиндустрија, знаете дека нема индустрија за оружје. И така натаму. Не може да излезе на глобален пазар со голема вредност во тој дел. Нас што ни треба во Европска Унија? Треба свесност дека ние припаѓаме во Европа и нас ни треба европскиот пазар, заради тоа што тоа е пазар од 360 милиони народ. Ние кога зборувавме пред саат време за никој за храна, не ограничува да работиме и со други пазари. Апсолутно да. Само 360 милиона ти е за гарантиран. За гарантиран. Ама знаете што, луѓе? Знаете што е 360 милиона? Да. Знаете што, нашите фирми, еве ја ќе ви кажам, значи 30 години тоа пишувам. Нашите пазари добацуваат едва до пред Белград, до Смедерево. Нашите фирми од Македонија. Вие имате пар фирми кои произведуваат, кои продаваат на поширок балкански пазар и една-две фирми меѓу кои е Алкалоид, ќе ја спомнам сега дека ми биде дозволено, што продава на светски пазар. Прво што ми текне и мене беше на светски пазар. Да. Алкалоид е, мислам дека на светски пазар процека на капитал, мислам дека околу 500 милиона у моментов. Да. Значи, или 710 значи, милиона. една фирма за 30 години. Другите фирми ви се до Ниш, до Смедерево. И ние зборуваме за кој пазар? А го имаме на дланка 360 милиона. За Рио де Жанеиро збориме. И сега ни текнало сега на ВМРО ДПМН, му текнало зборува за БРИКС сега. Сега ајде одиме, мислам, можда не кажале сега, еве, се поправам. Треба да имаш храброст за да кажеш. Меѓутоа, ама он ти сугерира тебе политички став. Да. Значи не можеш да ми го на народ да му сугерираш политички став на таков начин. Тоа е неискрено заради тоа што самите тие тоа е деструктивно. Еве деновиве се вртеше повторно таа снимка, самите тие седнаа со Борисов и викаат ще прикрепиме све што ќе кажете, вика за ще подкрепиме, ще подкрепиме све. Сичкото ще подкрепиме. Сичко ще подкрепиме, зашто и тие мислат за Европска Унија. Тогаш биди искрен сега пред избори, кажи зашто ние сме изгубиле година и пол со договорот за отварање на уставот и сме изгубиле време. Оти ние можеме сега да бидеме на петата глава. Јас во кампања тоа би го прашал лидерот на ВМРО ДПМН. Што го задржуваш времето? Ние сега можеме да бидеме длабоку преговори. ВМРО ДПМН си има, значи ВМРО ДПМН и Христијан си назначија член на извршен комитет сега неодамна. Прошлата недела, веш така? Да. Да, назначија Сања Божиновска за член на извршниот комитет, би требало да ти е позната. Ја гледав кај вас на емисија, прилично длабока анализа имавте. Да, тоа беше успаат анализа направена уживо. А имаме една подлабока анализа која што ќе објавиме на текст од едно 7-8 страни, со докази, со документи, со аргументи и со се. Тие луѓе у ВМРО ДПМН живеат во Европска Унија. Они се дел од Европската Унија. Јас чисто се сомневам дека Мицкоски отишол во Швајцарија да се сретне со диаспората. Мислам дека одењето Швајцарија му беше кавер за да не го фати некој пред овие бутик банките, да го слика па да видиш што бараше таму. Беше тоа да ќе бидејќи прво Швајцарија има најмала. Еве ти швајцарски франци у донација. Еве Деко Идризович нека каже. Прво, македонската диаспора у Швајцарија меѓу најмалите. Второ, гласачи и да нема седма изборна единица, нема ако не соберат по доволно потписи, така да никој не може да ми каже дека таму бил он за да не знам што да промовира. Business as usual. Business as usual, са бајлето у банка вечерта да се сликаме дека сме биле овдека заради тој, враќај се назад. Они живеат во Европа. Ама не сакаат другите да живеат. И на таа снимка со Бојко Борисов, сега таа нели сите ја знаеме експлоатирана снимка прилично, која ги представува своите колеги во партијата, тој вели: дипломирам во Германија, јас сум магистрирал во Германија, јас сум направил ова, никој не рече дека на Ломоносов студирал и завршил факултет. Па не рече ни на Кирил и Методи. Дури ни на Кирил и Методи не спомна. Значи, тој ги представува пред Борисов. Значи, втора работа. Светски луѓе. Само еден куриозитет. Професорката Јагода Митровска, која што има завршено на Ломоносов, е активна во коментари.
која што практично ја обесхрабрува, приказкава БРИКС. Да, Значи, човек кој што таму има докторирано. така е. Ги има видено работите од таму, па ти вика, чекај, не можеш ти со БРИКС. Така е. Значи сепак треба подлабока анализа кога се кажува политички став пред народ. Да. Вие собирате гласови, вие треба да владеете. Значи многу е просто, ќе заврши 8 мај, ќе дојде 8 мај, ќе дојде 9 мај. Еве на 9 мај што? Ајде ВМРО ќе прави влада. Така, и што ќе правиме после тоа? Ти истај бугарите усто. После И ќе го моли СДСМ да гласа. и ќе го моли СДСМ и СДСМ ќе гласа, тоа е разликата. Што СДСМ ќе гласа заради тоа што концептот е тој, нема да прави проблем. Ама знаете што? Тоа не е во ред. ВМРО не треба да дојде на власт на таков лажовен начин. Значи тоа е лага. Значи, Ама, видете, да бидеме вие тоа го искрени, направите, 30 години у Македонија политичарите налага доаѓаат на власт. Па Ама, Заев беше човекот ова што се- викаше ја нема да го сменам името. Ова се, види, ова се Се крупни, колна во- овие се крупни теми. Значи, Нема, биди искрен. го елабориравме тоа Биди искрен. зашто мораше да се Не, ама не е проблем зошто. Да, да. Нешто е проблем. Проблем е ти да не елаборираш зошто мора. Проблем е да не елаборираш дека ќе го направиш тоа. Јас Или да лажеш дека тука ја гледам тоа било безобразноста, уцена. перфидноста и Уцена така натаму било. и така Чекај, дека натаму и уцена така бе, натаму. друга, Тоа е- има услов. И многу е битно, затоа што сега ќе влезем у дебата дали бил Заев добар, лош. Заев е умуртин, Зашо но тоа. е. зашо ги најавуваш вака темите? Ќе се спреми гостините. Не, друго сакам да кажам. А, Спомнавте за само евреите. секунда. 45-та се договараат дека решението во Обединените нации е две држави, Израел и Палестина. Денес има само една држава на таа територија. Затоа има и војна 50 години. Има и војна 50 години, ама Израел се согласува на тоа решение. И Да. се согласува уште 10 пати после. Да, И вика да, све ќе направиме Кој- и ништо не Знаеш правиме. што, кога ги неколку пати јас ги Зборам спомнав. од аспект на водење на мудра политика. Да. Ти можеш на маса да кажеш све да, Да. но прашањето е што ќе правиш. Значи и тоа било лага, така? Како што било и ова другото што го спомна. Значи, што е поентата? Зашо неколку пати ги спомнав евреите? И да бидеме ние малку евреи. Малку поише ни треба. Не, ај за почеток малку да видиме. Значи, тие прифатија да живеат во воена состојба со палестинците, и на крај можеби и најверојатно тоа ќе заврши со две држави, како што било кажано 45 година, ама ајде не прејудицираме сега, не знаеме, немаме информации. Меѓутоа, во воена состојба за 50 години ти правиш супериорна економија. Знаете што е тоа? Или сега ја на една друга емисија сега скоро реков вака. Нагон, еве не Израел, Југославија ќе ја земам. 1945 година што беше Југославија? Од старите знаеме. Ливади. Ливада, феудално општество, значи таму кај што имало капитализам било Словенија, Хрватска, нешто Београд, сам Београд и така натаму. Прашај. Колку е Македонија независна? 32 години. Да. Така? Направите 45-та година, 32 години СФР Југославија, колку е? 77. 77. Југославија во 77. Земете применета економија на Југославија, Не, факултет, велесила. да видите што е Економска Југославија. велесила, да. Каде е Македонија за 32 години со овој памет ние што го носиме у глава. Значи во тоа, да не знаеме да бидеме сме прагматични, да не знаеме да бидеме практични, да не знаеме да бидеме храбри, да донесеш храбра одлука. Значи, ова што сега се случува. Значи, ние тоа не го одигравме. Ние по линија на помал отпор, све под тепих ставивме нешто у джеп, кога викам за сите, за општество. Значи, и сега играме на тоа, ако се смилува Европа, па ќе не прими, па нешто ќе ни даде и така. Гледате дека цело време зборуваме ќе ни дадат ли нешто. Така е. Ама јас ако јас во учебник по биологија сум читал дека човекот живее нели, за да живее мора да се храни и да пие вода. На телевизија 30 години ми се кажувало дека ако се смени името ќе биде крај на светот. Да, така за Македонија. Така не плаше. И сега не плаше. А дали беше дали стана крај на светот? Крај на светот ќе ги пукнат нуклеарките. Да. Види, друго ми беше поентата. Поентата ми беше сите политичари кои што суштествувале на македонската политичка сцена, тоа го представиле како крај на светот, меѓу кои и самиот Заев. И затоа не го решава. Сега Заев го реши.
Заев го реши, ама претходно не одиме Добро, сега. види, тоа решавање, значи тука и Мартин беше, тоа решавање не е решавање, тоа еве ти подпиши. Добро, окей, подпишавме. И тоа е тоа. Значи, дали сме биле доведени до таа ситуација, па немало простор за преговори. Дали било линија на помал отпор ќе подпишеме за да не ни бутнат владата? Сега тоа е. Али од друга страна, Александар, факт е дека годините па наназад, кога не било потребно да се реши тоа прашање, сите бегале од него. Така, 90-тите години сигурно бил муаветов, рано вие да го решавате прашањето. Најдобар Георгиевски кај нас кажа тука во студиото бил спремен да го реши. Ама пред да го реши јас се проблемот и сеќавам. со Бугарија и со Грција војна. Јас се сеќавам, Љупчо ако ја гледа емисијава, знае ја и он сме го разговарале ова надолго и на широко. Јас се сеќавам, јас сум Капитал постоеше тогаш, во 2000-та, 2001-та, 2002 во екот на конфликтот во Македонија во 2001 година, со Симити, со они седнуваа и темата беше Горна Македонија, тоа беше темата. После имаше еден многу јак обид во владата на Бучковски да се реши тоа. Тоа е 2005-та, пред да падне владата. Тогаш Никола Груевски рече не. Се сеќавам на една хитна седница на влада, го викна и лидерот на опозицијата у тоа време. И Никола рече не, предпоставувам дека приудицирал по анкети дека 2006 ќе ги победи изборите, па после тоа он тоа ќе го решава и така натаму, меѓутоа он го имаше по пенал од 2008. Значи тој пенал не го искористи. Значи потоа видовме на телефонските муавети какви типови на муавети се зборуваа со Антонио Милошевски, ако се сеќавате на тие муавети околу името и така натаму. Значи не е па и дека не се разговарало, меѓутоа се немало петља да се реши тоа прашање. И сега доаѓаме до 2017 година кај што дечкото кој беше градоначалник на Струмица у 3 мандата, дојде и го решава. Се што? Што знаеш, дете што се 100 кила ги зима и ги дига. Не, го решава. Па добро. Го решава и влага у историја со тоа прашање. Ние ништо не изгубивме. Изгубивме идентитет. Ја не мислам. Погрешно беше поставена теза дека може да се изгуби идентитет. Ти велиш дека си либерал, ја велам дека сум либертаријанец. За мене беше прашањето чисто етичко и морално. Зашто некој да ми каже што јас сум, што ќе бидам и како ќе се вика мојата држава. Тоа беше никој не ти кажува тоа што беше си, морално и етичко. Ти бираш, ти кажуваш. Кај мене таа беше дилемата, ама таа беше дилемата на 23 години. Но кога го решаваме тоа прашање, кога се решавало тоа прашање, 2017-18 година, требало да се има големата слика. Големата слика подразбира дека треба да бидеш членка у НАТО, дека треба да имаш просперитетна економија у смисла да се изфинансира економијата, секој проект. Знаете ли вие дека Македонија, луѓе, ние немаме пари. Да. Значи ние немаме база од кај треба да прибираш даноци. Значи, за пензии, ова држава, ние можеме као Куба 100 години да не даваме ни име, ни бугари у устав, ништо бе. Дури може 100 години да се тепаме со албанците, да кажеме, ние 2001 не можеше да правиме ранковен договор. Не мораше ние тоа да го правиме. Кој не тераше па да подпишуваме? До ден денеска ќе се биевме, така? Што е поентата на причава? Треба да правиме држава, да има просперитет, да идем тоа напред, Ама Зеков, знаеш како збори тоа дека сме требале да се тепаме, да не подпишуваме ништо, да не правиме, да не се помируваме, да не гледаме напред, тоа го зборат луѓе кои што нити биле у војната. Така е. Нити имаат проблем дома. Така е. Нити имаат проблем. Спомнавме прејетие. Да, нити имаат проблем у банка, нити имаат проблем у продавница. Нити биле на протест. Децата им беа у Грција за време ратот. Ова го зборат тие луѓе кои што ништо од ова немаат видено. Парите од приватизации и од разни трансакции во 90-тите ги чуваат у Швајцарија и така натаму и така. И тие лесно да ти мудруваат. И сега тие истите сега ти викаат ќе се бугаризираме. Да. Тие се тие што викаат. Он со бугарскиот пасош. Да. Он со бугарскиот пасош се плаши да не се бугаризирала Македонија. Така е. Истовремено, по неговиот пример, уште 150.000 души земале бугарски пасоши и веќе се бугаризирани. Така е. Он се решил и уште себе. 150.000 ќе земат бугарски пасоши ако не сме Европска унија и ќе се бугаризираат дефинитивно, затоа што таму пишуваш ти дека ти си од бугарски происход. Така е. А ние сега седиме овде и ќе се убираме у грудима нашима, што би рекол Заев.